Македонските граѓани кои сакаат да читаат, можеби не се многубројни, но сепак се присутни и доследни на својата љубов кон пишаниот збор. Тие бараат книги од различни жанрови, од белетристика до стручна литература, а домашните автори не изостануваат по популарност од странските, велат издавачите на отварањето на новиот саем на книга со слоганот Храна за душа. Има одлична понуда на домашни македонски автори, мислам дека тоа е нешто што привлекува, исто така и новитети на странски преводи квалитетни. Верувам дека и цените по пустите се солидни. Мислам дека има многу читатели кои што сакаат да читаат квалитетна преводна литература, меѓутоа исто така има доста интереси за македонски автори и авторки. Има и голем интерес сега, како да кажам, за литература за деца која што не припаѓа на оние класични приказни. Пресудно е актуелноста на авторот, колку е книгата нова, дали е наградувана, преводот секако дали е добар преведувач, така што тие се некои работи кои се актуелни и кои се едни од најчестите прашања кои читателите ги поставуваат. За читателите пресудна е темата на книгата по која се дојдени, а многумина дошле да купат книга како подарок со смисла за пријатели и членови на семејството. Најчесто сакам фантазија, романси и психологија, модерна. Најверојатно некој беселер, нешто за мајка ми, така нешто лесно. Читам книги за психологија. Министерот за култура Зоран Љутков, кој заедно со председателката на државата, како и својот српски колега Никола Селаковиќ, присуствуваа на отварањето на саемот на книга. Укажа дека без јазик немаме иднина, а нема ниту јазик што обстојува без своја книжевност. Книгата е продолжение на нашата колективна свест. Книгата е отпор против заборавот, крвоток на културата, столб на демократијата, учител кој никогаш не заминува во пензија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова пак потенцираше дека откажувањето од читањето значи откажување од размислувањето, а тоа пак не носи до духовен и интелектуален банкрот.